водно, крај патеката долга 4200 метри. Знаете, многу добро се работи за една извонредна патека, меѓутоа за жал прекратка и затоа мора да се возат две трки за да се задржи регуларноста на настапот. На денешната пета и последна трка, со што заврши годинешниот шампионат на Македонија во автомобилизам во првата класа, класата број 1, или порано наречено 850 кубни сантиметри. Во двете трки беше најдобар Ранко Станојковски, меѓутоа севкупен годинешен победник во оваа класа е Томислав Стојанов од автомотодружството Машинец од Скопје. Во втората класа вкупен победник денеска е Витомир Блажевски, исто така од Машинец, а и денешен победник воедно. Јасно е најдобриот возач на Македонија во овој момент. Во класата 3, она класа до 1300 кубни сантиметри, денешен победник и вкупен победник во шампионатот на Македонија е Илија Малинковски од автодружството Академски од Скопје, а во најинтересната и воедно највозбудливата, најатрактивната четврта класа, она до 1600 кубни сантиметри, во ретко возбудлив финиш на првенството, во неизвестна трка победи Владко Делев од автомотодружството Академски пред Александар Демушевски од автомотодружството Машинец, и двете од Скопје. Инаку, Владко Делев е и севкупен победник во оваа категорија. Владко Делев имаше во оваа категорија за малку и немаше да бидеме свидетели на еден ваков финиш, доколку не излезеше во пресред армијата на Македонија, која го пушти својот војник да се надпреварувајте на оваа трка и да се добие конечниот редослед на најдобар можен начин. Инаку, што се однесува до официјалните резултати, нормално секогаш има приговори на гуми и така натаму. Што се однесува до официјалните резултати од годинешни надпревари, како и прогласувањето севкупно на победниците, ќе бидат објавени по неколку дена и на соодветна свеченост, во соодветна церемонија, ќе бидат доделени и пехарите и наградите. Инаку еден убав ден, сончево време, пистата подготвена како и секогаш, обезбедена максимално, впрочем и гледате огромен број на милиционери, чиста писта, малку имаше неколку претрчување, она што барем можеше да го забележи нашата камера, меѓутоа се една прекрасна атмосфера, една добра трка, што впрочем и ја прават искусните луѓе во организирањето на вакво нешто, луѓето од Автомотосојузот на Македонија, а оваа трка е онаа 13 ноемвриска, порано беше во организација на Сдруженијето на возачите на Скопје, а сега тие две асоцијации, Сдруженијето на возачите и Автомотосојузот, заедно со заеднички сили ја организира навистина многу успешно. Посакуваме следната година исто така силен шампионат со 5, па ако е тоа можно и повеќе трки, изнаоѓање на соодветен силен спонзор кој ќе ги поведе сите трки под себе, кој ќе ги подведе сите трки под себе и спонзор кој ќе може да го повлече целото првенство, инаку крајно атрактивно првенство на атрактивни локации низ цела Македонија. Исто така, да се надеваме дека првенството на Македонија ќе привлече и возачи од надвор, барем од соседните земји или од Бугарија, бидејќи соработката токму со оваа држава и последните гостувања нашите возачи таму на трките во Пештера и слично беа многу коректни, многу добри во соработката и се надеваме дека ќе продолжат и така натаму. Имаше само едно излетување, го гледате тој случај, немаше повредени, немаше никакви посериозни инциденти со исклучок на овој, така да трката целосно успе. Почитувани гледачи, толку за оваа трка, денеска на водно, велам пред повеќе од 10.000 гледачи, а за крајот на автомобилистичката сезона, не само во Македонија, туку и во целиот свет, нешто повеќе во утрешниот коментар во рамките на нашата редовна спортска емисија Телеспорт од 20 часот на втората програма. Втората класа триумфираше Вито Блажевски, беше најуспешен и во севкупен пласман. Истото го направи и Владко Делев во третата класа и Илија Малинковски во четвртата. Остануваме со автомобилизмот. Во Аделаида брзинска трка од шампионатот на Македонија, имаше трка една во мај месец во
во Скопје, па потоа Пробиштип, Галичица, Крушево и ова овдека со која заврши рицко-брзинскиот шампионат. Најмногу покажа во секој случај Витомир Блажевски, најмногу покажа и вредните организатори Автомото Сојузот на Македонија, а во случајот на оваа трка заедно со Сдруженијето на возачите од Скопје. Оваа сезона беше доста богата, на една пресвртница воопшто во македонскиот спорт. Брго се соземаа спортските работници околу Автомото Сојузот на Македонија, си го организираа своето првенство и првенството течеше во најголемиот дел во најдобар ред и со многу високи оценки во секој случај за организацијата. Оваа година беа организирани и некои други спортски автомото атракции, како што беа добрите мотоконцентрации, потоа гостувањето на нашата FIM мото селекција во Шкотска, на великобританските острови, имаше организирана серија на добри мотокрос надпревари во Ракотинци, каде што навистина Македонија во овој момент нема некој возач со повисок квалитет, како што е тоа случајот во овие рицко-брзински надпревари, меѓутоа секој да знае што е тоа, очигледно недостасува починатиот Вилсон Стефановски. Што се однесува до гостувањето на нашите возачи, беа гости пред се во Бугарија, на последните трки во Пештера, тамо крај Пловдив, и тоа се сосема солидни резултати. Мотокрос надпреварите